Вести на Канал 8. Добар ден. Повеќе од една година доцни почетокот на изградбата на најавуваниот експресен пат на делницата од Штипското село Три Чешми до Кочани. По откривањето во јавноста на огромните долгови за автопатите од Скопје кон Штип и од Кичево кон Охрид, прашање е дали воопшто има пари за новата сообраќајна делница кон Кочани. Кусокот од 100 милиони евра за завршување на двете автопатски делници од Миладиновци до Штип и од Кичево до Охрид сериозно го наметнува прашањето дали тоа ќе се одрази и на изградбата на најавениот експресен патен правец од Штипското село Три Чешми до Кочани. Иако минатата година неколку пати се најавуваше дека процедурата е при крај и само што не излегла градежната механизација на терен, тоа не се случи. Не се остварија ниту најавите на тогашните владини представници кои рекоа дека изградбата најверојатно треба да започне до крајот на 2016 година. Одложувањето на стартот на градежните работи се оправдуваше со запазување на правната процедура околу завршувањето на тендерската постапка, бидејќи финансиските средства биле испланирани и обезбедени. Поранешниот министер за транспорт и врски минатото лето дури најави дека за неколку месеци се очекувало градежната механизација да започне да работи на терен. Веќе заврши првата фаза на предквалификација на тендерот, 21 компанија се пријавија. Сега почна процесот на евалуација, која ќе заврши сите оние компании што ќе исполнат документацијата, односно што ќе ги исполнат условите за во втора фаза, се преминува на втора фаза, односно тие ќе се надпреваруваат за цената да добиеме што пониска цена и потоа да подпишеме договор за започнување со градежни активности. Јас очекувам дека во наредните 3 месеци ќе имаме комплетно завршен процес и потоа ќе почнеме и во втората половина на 2016 година и со изградба на експресните патишта. Уште пред околу 4 години беше најавено дека во програмата за изградба и модернизација на патиштата во Македонија за периодот од 2013 до 2018 година е влезена и изградбата на автопатска делница меѓу Кочани и Штип во должина од 27 километри. За оваа намена биле предвидено да се потрошат 56 милиони евра, пари што се обезбедиле преку заем од Европската банка за обнова и развој. Меѓутоа, со оглед што не достигаат пари за автопатот од Миладиновци до Штип, прашање е дали овој патен правец како приоритет нема на подлог рок да ја одложи изградбата на новото сообраќајно решение кон Кочани. Општина Кочани планира да потроши над 7.000 евра за набавка на алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и на прехранбени производи што ќе се користат за потребите на администрацијата, а дел за помош на граѓаните од социјално ранливи категории. Јавниот повик за прибирање понуди е веќе објавен и по изборот на најповолен понудувач, набавката треба да се реализира постапно за период од 12 месеци. Кондиторски и други прехранбени производи, млеко и млечни производи, како и алкохолни и безалкохолни пијалоци, планира да набави локалната самоуправа на Кочани, а за што, според проценките, од буџетот треба да издвои над 450.000 денари. Се работи за редовна набавка што се реализира еднаш годишно, а се однесува за период од 12 месеци. Набавените продукти се наменети за општински потреби, односно за освежување гости при посета на делегации, за потребите на Советот, како и за настани и прослави, чии организатор е општината. Дел од производите ќе бидат наменети за помош на граѓани од социјално ранливите категории. Јавниот оглас за избор на најповолен понудувач е веќе објавен, а рокот за пријавување на заинтересираните фирми трае до 28 јуни. При тоа, набавката е делива, односно можат да се пријават повеќе понудувачи кои ќе ги обезбедат сите или пак дел од бараните продукти. Според спецификацијата наведена во огласот, меѓу производите што се бараат од понудувачот е да обезбеди и 140 килограми различни видови кафе и негова замена, 110 килограми шеќер, 60 пакувања чај, како и по 10 килограми солени пецива, чоколадни десерти, лешници, бадеми, кикирики и слично. Во однос на пијалоците пак, од општината процениле дека за наредниот едногодишен период ќе им бидат потребни 30 литри различен вид жесток алкохол, 60 литри бело и црвено трпезно и вино со контролирано потекло, како и 60 литри пиво. Кај безалкохолните пијалоци пак, набавката се однесува на 2100 литри различни видови газирани и негазирани сокови, 4800 литри газирана и негазирана вода, како и 150 литри млеко со различна масленост.
Исто така, за потребите на локалната самоуправа на Кочани се планира да се набават по 40 кг кравјо сирење и кашкавал, 200 кг ориз, 80 литри зејтин и други прехранбени продукти како паштети, шунка, месен нарезок, леп и слично. Во повикот за избор на понудувач на производите е нагласено дека општината нема обврска да ги потроши сите количини определени за секој вид стока во техничката спецификација. При тоа, обврска на понудувачот е да ги почитува важечките законски одредби и правилниците за квалитет на производите што се нудат. Испораката на бараната количина треба да биде во рок од 24 часа од доставената нарачка од овластено лице во општинската администрација. Републичкиот судски совет донесе одлука за преупатување на судии од едни во други основни судови во државата. При тоа судијката Сузана Милевска од Основниот суд Кочани е префрлена на едногодишна работа во судот во Делчево. Недостигот од судии во основните судови во помалите градови во Македонија предизвикува сериозни проблеми во нормалното функционирање на правосудните органи. За да се избегнат застоите или натрупувањето предмети кај само еден или двајца судии, Републичкиот судски совет донесе одлука за привремено прекомандување на судии од едни во други основни судови во државата. Такво решение е донесено и за судијката Сузана Милевска од Кочанскиот основен суд, која е делегирана да работи во судот во Делчево, при што задача ќе биде решавањето и донесувањето одлуки за правни спорови од областа на граѓанската материја. Таа и во нашата правосудна институција работеше на слични работи и задачи, а извесен период ја извршуваше и функцијата портпарол на судот. Поради недостиг на судии и во судот во Берово за период од половина година е ангажиран судија од Основниот суд во Струмица. Прекомандувањето на судијката Милевска веќе е реализирано и потврда за тоа има и на официјалната веб страница на Делчевскиот основен суд. Според податоците, оваа институција извесен период се соочувала со недостиг на судски кадар, па и покрај засилувањето, во моментот има само 3 судии, од кои еден работи на кривична материја, еден на граѓанска, а председателот на судот, кој истовремено е и судечки судија, е ангажиран на одредени уписници од граѓанската материја. По привремениот ангажман и заминувањето на Милевска, Основниот суд во Кочани останува со вкупно 7 судии, вклучувајќи го и судскиот председател. Освен за подрачјето на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Блешево, нашиот суд има и проширена надлежност за потешки кривични предмети од подрачјата на основните судови во Берово, Делчево и Виница. Поради тоа, останува нејасно дали со сегашниот број судии ќе може ефикасно и навремено да се одговори на предметите што треба да се решаваат кај нас. Со оглед на временските услови, пчеларите годинава не очекуваат добри приноси на мед. Мразевите лошо влијаја врз производството на мед во Кочанскиот регион. Поради намалените приноси, можен е и скок на цената на медот. Временските неприлики им го намалија приходот на пчеларите од Кочанско. Пролетните мразеви не беа добредојдени за пчеларството. Приносите годинава нема да бидат на задоволително ниво. Оваа година, уште од самиот старт на годината, се покажаа недобри условите за пчеларењето. Така да, уште самиот зимниот мраз што беше, значи има доста и загуби и штети во самите пчелни семејства. Подоцна пролетниот мраз, значи допринесе да измрзнат багремо на 90% да измрзне, што фактички немаше никаков принос од него. И не само багремо, и многу други овошки, сите овошки се значи измрзнати. Така да се поредија доста некои неприлики за оваа година за пчеларењето, така да нема, значи, големи надежи за принос. Митров додава дека во источниот крај на државата нема голем број пчелари кои прават фалсификуван мед. Цената за килограм мед изнесува 350 денари, а на големо од 250 до 300 денари за килограм. Поради намалените приноси можен е и пораст на цената. Текот на идната година и до крајот на годината може да дојде до промени на цените ради тоа што мислиме дека ќе нема мед. Оваа година значи не е добра. Ако нема приноси на мед, значи има место да мрдне цената малку нагоре,
што не треба да биде, меѓутоа може да случи. Инаку, во однос на активностите, ова е период на производство на вештачки роеви, матичен млеч, а роевите да се прихрануваат со шеќер, советуваат искусните пчелари. Кривична пријава заработија 2 лица од Кочани за извршена тешка кражба. Освен за нив, полицијата поднесе и пријава против друго лице, кое е осомничено за лихварство. Полициската станица од Кочани поднесе кривична пријава против 33-годишниот ИГ и 21-годишниот БГ и двајцата од Кочани, поради постојање основи на сомнение дека сториле кривично дело тешка кражба. Пријавените лица на 9 април годинава насилно ја отвориле вратата од бараката на комуналното јавно предпријатие Водовод, односно на работната единица Геотерма, лоцирана во селото Долни Подлог. По разбивањето на вратата, тие влегле во просторијата и одзеле неколку калеми со специјален електричен кабел, наменет за пумпите за топла вода. Според проценките, со извршената кражба на комуналното предпријатие му причиниле материјална штета од околу 11.000 евра. Во меѓувреме, Кочанската полиција поднесе уште една кривична пријава против трето лице. Пријавата ја заработил 24-годишниот ДГ од Кочани, за кого имало основи на сомнение за сторено кривично дело лихварство. Пријавениот во мај оваа година на 27-годишниот МР од Кочани му позајмил сума од 1000 денари. Користејќи ја лекомисленоста на оштетениот, договорил да му биде исплатена несразмерна камата во износ од 100 евра за изминати само 10 дена од позајмувањето. По ова, пријавениот побарал лицето на кое му позајмил пари да му исплати по 50 евра како камата за секоја измината недела. На 8 јуни годинава, оштетениот МР исплатил 250 евра, а потоа случајот бил пријавен во полиција. По расветлувањето на нелегалната позајмица, осомничениот ќе треба да се појави пред надлежен судија. Едукација на населението и превентивно делување на територијалната противпожарна единица на Кочани со цел заштита и превенција од пожари, како и апели за поправка на неисправната земјоделска механизација, која што може да предизвика пожар со поголеми размери. Противпожарната единица од Кочани во превентивното делување акцент става на спречување на пожарите на отворен простор во ридско-планинските предели. Територијалната противпожарна единица на Кочани во соработка со полициската станица и подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во заедничка акција за превентивно делување кај населението од општините што ги покрива за посовесен однос кон палењето оган на отворено, посебно на страништата низ полето, кои создаваат проблеми од еколошки аспект. Правиме контроли, односно обиколки на терен, се со цел за превентивно да се действува кај населението, за да може да се спречи појавата на пожари на отворен простор. Покрај апелите кои што ги испратиме, значи ние како надлежен субјект во однос на заштитата и превенцијата од пожари, би сакал да кажем дека исто така треба земјоделците да обратат поголемо внимание и со механизацијата која што употребуваат, затоа што неисправната механизација и со најмал проблем, односно искрени, може да представа опасност, односно да предизвика пожари од поголеми размери. Продолжуваме со на активност која што се однесува за стопирање на населението и разговарање со местното население, информирање за опасностите од пожари на истото, делење на флаери или пак лепење на пропаганден материјал по населените места, се со цел што подобро да биде запознаено местното население од опасностите што се настануваат од појавата на пожари. Овие активности продолжуваат и меѓу населението од ридско-планинскиот терен на Осоговијата. Иако во изминативе месеци од оваа година пожарите на планинскиот терен се намалени, сепак останува предупредувањето за внимателно движење во планина и палење оган на отворено. Кочанци најмногу страдаат од интерни болести, покажуваат анализите. Поради најавувањето на високи летни температури, лекарите апелираат до сите луѓе, а особено до оние кои се со кардиоваскуларни заболувања, да се заштитат на секој можен начин, за да не дојде до одредени проблеми и потешкоти.
Кардиоваскуларните проблеми се уште се на врвот на листата болести од кои страдаат граѓаните, покажуваат анализите на Општа болница Кочани. Преку мој термин, најмногу пациенти се упатени кон интерна медицина, пошто следува ортопедија, офталмологија, неврологија и психијатрија. Повеќе од половина од смртните исходи во земјава се последица на кардиоваскуларните заболувања. Надлежните апелираат да се подигне свеста за здрав живот, кој значи превенција од срцевите заболувања и обезбедување по квалитетно живење. Докторите препорачуваат особено да се внимава на ризик факторите за да се намали шансата за компликации од кардиоваскуларни заболувања. Фактори на ризик се високиот крвен притисок, околу 12,8% од случаите кои боледуваат од оваа болест се изложени на овој ризик. Потоа, пушењето од цигари е со 12,3%, алкохолот со 10%, зголемувањето на холестеролот во крвта со 8,7%, здебелувањето игра важна улога со околу 7%. Потоа, тука е и генетската предиспозиција, како и недоволната физичка активност, велат лекарите. Измените во закажување преку мој термин се добре дојдени за пациентите. Станува збор за измени во кои матичните лекари за хроничните пациенти издаваат упат еднаш годишно и со тој можат да ги реализираат сите неопходни контроли. Измените значително го намалуваат бројот на непотребно креирани термини за преглед и контрола. Олеснување е и што контролните прегледи веќе ги закажува специјалистот кај кого се врши прегледот, односно упатот кој е издаден од матичниот лекар при првиот преглед продолжува да важи до завршувањето на лекувањето, но најмногу 1 година. На хронично болните пациенти автоматски при првата посета кај специјалист им се обезбедува нов термин за контрола. Следува информацијата од спортот. 7 медали за џудо клубот Гладијаторот Кочани на меѓународниот џудо турнир што се одржа во Струга. По овој турнир кочанските џудисти ќе се подготвуваат за летниот џудо камп, што кон крајот на јули ќе се одржи во Охрид. Во конкуренција од 400 напреварувачи од Македонија, Бугарија, Грција, Турција и Холандија, кои што учествуваа на меѓународниот џудо турнир во Струга, кочанските џудисти се вратија со освоени 7 медали, од кои 1 златен, 2 сребрени и 4 бронзи. Ова е голем успех за кочанските џудисти. Филип Станојков златен, Силвија Карова и Филип Манасиев сребрен, и со бронзен медал Стефанија Павлова, Емилија Станојкова, Дамјан Крстов и Стефан Митев. Сега, како и сите клубови, имаме мала пауза во текот на летниот период, значи со надпревари ќе почнеме од септември. Единствена активност што е планирана за летниот период е летниот џудо камп, во кој исто така ќе земат учество и членови од нашиот клуб. Летниот џудо камп на кој што ќе учествуваат и кочанските џудисти ќе се одржи на крајот на јули или почетокот на август во Охрид. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.